тој протокол практично ја отвори вратата за преговори на Албанија, а ја подзатвори за Македонија, бидејќи, како што и самата Генчовска кажа, вистинската меѓувладина конференција нема да содржи сега, туку таа ќе содржи веднаш после промената на Уставот, а тоа дека нема да се случи е гарант ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, односно пратеничката група, бидејќи власта нема 2/3 во парламентот. Ме прашавте за реципроцитетот. Еве ќе ви дадам едноставен пример. Генчовска ви даде пример дека не го признава македонскиот јазик. Дали ние реципрочно ќе одговориме дека не го признаваме бугарскиот јазик? Генчовска бара да бидат бугарите дел од преамбулата и од нормативниот дел во Уставот, а истовремено бара ние да се откажеме од нашите македонци во Бугарија. Дали е тоа реципроцитет? И можам да ви редам уште многу вакви примери. И во делот на историските факти, и во делот на промена на учебниците и така натаму. Но во суштина зборуваме за дипломатска капитулација и нокаут и отворена врата за преговори на Албанија, а уште дополнително подзатворена за Македонија.